Крводарителството представува еден од најхуманите начини на кои секој од нас може директно да помогне и да спаси нечии животи. По повод 17 март, денот на крводарителството, разговараме со Александра Валкановска од Црвениот крст на град Скопје за значењето на оваа хумана мисија и за тоа како граѓаните можат да се вклучат и да даруваат крв. Александра, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро за вас, добро утро за гледачите на Македонската телевизија. Благодарно што сте со нас и ова утро. 17 март се одбележува како денот на крводарителството. Колку е важно редовното дарување на крв и каква е состојбата со крвните резерви во моментов? Да, 17 март, кај нас во Црвениот крст, го одбележуваме како ден на крводарителството, покрај тоа што велиме дека 17 март е ден на формирањето на Црвениот крст на Македонија. Тоа се навистина многу важни и значајни датуми за нашата историја, за нешто што значи живење, односно општествено бидување тука поврзано со крводарителството, со хуманоста, со солидарноста, бидејќи велиме дека токму тие елементи го прават она што е најважното, алтруизмот и сето она поврзано со дарувањето, бидејќи крвта како најскапоцена течност не можеме туку така едноставно да ја обезбедиме, ако не постојат хуманите граѓани, крводарителите кои што даруваат крв. Крводарителството е многу важно. Велиме дека е една од најважните гранки, една од најважните дејности во нашето работење и секогаш велиме дека тоа е еден континуиран процес кој што бара постојано надополнување на резервите со крв, со крвни продукти, бидејќи навистина не може да се предвиди ниту која посебна крвна група ќе биде потреба во даден момент или пак во даден момент што е она кој што најмногу ќе биде потребно за здравниот систем. Затоа велиме, крвта треба да биде таа што треба да го чека пациентот секогаш, никогаш да не случи обратното. Александра, често се вели дека со едно дарување може да се спасат дури и 3 човечки животи. На кој начин даруваната крв им помага на пациентите во здравствениот систем? Така, секако дека здравствените работници уште по-обширно или подлабоко ќе одговорат на ова прашање, меѓутоа оно што ние го знаеме како партнери во системот, односно во здравствениот систем, во организација на крводарителските акции и оно што ние го пропагираме е токму оно што го споменавте, дека 10 или 20 минути одвоено време во текот на живот, а велиме дека крводарувањето е супер да стане една животна рутина, нешто што е дел од секојдневието, може да спаси токму 3 животи заради таа сепарација на една кисичка крв на различни елементи и потоа да се даде на пациентите, на болните, на повредените, на сите оние кои што им е потребна. Навистина е важно, навистина многу зборуваме за тоа и секогаш ќе зборуваме без разлика дали се тоа првократни, млади дарители или повеќе кратните кои што навистина многу треба да ги мотивираме исто така. Кога сме веќе на тема крводарители, кои се може да дарува крв и дали треба да исполнуваат одредени критериуми граѓаните за да може да бидат крводарители? Така, тоа може би едно од најпоставуваните прашања, дали може да бидам крводарител, колку често да дарувам крв и така натаму, секако дека има некој минимум стандарди, меѓутоа на секое дарување, тука е екипата од Институтот за трансфузиона медицина, која што всушност ќе направи една преглед, состојба општа на граѓаните, дали може да дарува крв, сепак велиме дека треба да биде председателот во добра состојба, да не го нарушиме собственото здравје на дарителот, а потоа нормално таа крв да е добра, да ја прими оној кој што му е потребна. Инаку општо е познато дека мажите може да даруваат крв на 3 месеци, жените може да даруваат крв на 4 месеци и тоа е еден циклус кој што во текот на годината потикнуваме да се случи редовно, односно барем еве ако не на 3 месеци, може би 2 пати во годината или како да е здравствената состојба на дарителот, меѓутоа охрабруваме секој кој што сака, кој што може да дарува крв. Александра, колку младите се вклучени во волонтерските акции што се спроведуваат за крводарување и како Црвениот крст, какви активности спроведува за да ја подигне свесноста на граѓаните за оваа хумана мисија? Младите се токму оние генерации кои што треба да ги наследат повозрастните дарители, бидејќи дарувањето крв сепак до одредена возраст, може би понатаму дарителите нема да бидат во можност заради годините, возраста и така натаму, меѓутоа секогаш велиме дека тоа семејство треба да се збогатува, да се подмладува. Имаме многу кампањи, многу активности, многу промотивни предавања пред се од врсници, млади крводарители кои што го пренесуваат и знаењето, меѓутоа и мотивацијата на своите врсници. Дали се тоа во средни
училишта, на факултети, треба да се зборува. Младите се исто така дел од сите крводарителски акции. Без нив тешко е да го направиме сето она што го правиме, затоа што тие имаат силата, енергијата, знаат да се присутни кога станува збор за активностите на Црвениот крст како волонтери, како мотиватори, па и како крводарители, а многу често и организатори на крводарителски акции, што е особено важно, што е особена гордост за нас во Црвениот крст. Александра, и за крај на нашиот разговор, која е пораката до сите оние што досега никогаш не дарувале крв, а размислуваат да станат крводарители? Кога е вистинското време да се стане крводари? Вистинското време е и сега, е и денес, во просториите на нашиот Црвен крст, односно во просториите на Домот на хуманитарните организации Дарја Џамбас, имаме дневен центар за дарување крв, каде што дарителите може да даруваат крв секој работен ден. Крв може да се дарува на организирани граѓански акции во Институтот за трансфузионна медицина. Затоа е вистинско време да се дарува секогаш и пораката е поврзана дека всушност тоа е највисок чин на хуманост, на човеколюбие, на алтруизам и само така може да се спаси живот. Се надевам дека и вие сте крводарител, дека или ако не сте, ќе дарувате крв. И навистина ми е драго што ако успееме да мотивираме и денес ова гостување, нови и млади крводарители, ако ве мотивираме и вас да дарувате крв, така што навистина една широка порака до секој кој што сака и може да дарува крв, да не посети. Да, Александра, јас уште од средно образование сум крводарител и најчесто доаѓам тука во Домот на хуманитарните организации Дарја Џамбас, секој трет месец сум тука и дарувам крв и навистина секогаш се чувствувам убаво кога дарувам крв. Тоа е мојата порака. Ви благодарам што утро бевте дел од Македонија наутро. Со Александра Валкановска од Црвениот крст на град Скопје зборувавме за значењето на крводарувањето, но и за тоа дека 17 март е всушност денот на крводарителството, но и денот кога е основан Црвениот крст на Република Македонија. Студио?